Почитуван председател на владата на Република Северна Македонија, господин Зоран Заев, почитуван директор на МЕПСО, господин Куштрим Рамадани, почитуван господин Анди Араници, представник на ЕБОР во Република Северна Македонија, почитувани градоначалници, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Особено ми е драго што денеска заеднички го означуваме почетокот на една нова значајна инвестиција на МЕПСО и уште позначајна инвестиција за овој регион, а тоа е изградбата и модернизацијата на далеководот од Штип до Овчеполе. Инвестициите во електропреносниот систем се од клучно значење за севкупниот економски раст и развој на државата. За да го стимулираме економскиот раст и да одржиме стабилност во енергетскиот сектор, овие инвестиции ни се неопходни заради модернизација на електроенергетските постројки. Со ова испраќаме јасна порака до сите инвеститори, домашни, но и странски, дека ја јакнеме преносната мрежа и создаваме погоден инфраструктурен амбиент за сите потенцијални инвеститори што сакаат да ја искористат економскиот потенцијал на овој регион. И ова е уште еден пример како преку подобрување на електроенергетската инфраструктура ги подобруваме условите за водење на бизнис во земјата. Изградбата на овој далековод е од огромно значење за стабилноста на електричната енергија во целиот регион. Тука имаме многу нови компании кои имаат потреба од сигурна и од стабилна енергија. Овој проект е дел од инвестицискиот циклус од околу 100 милиони евра во модернизација на преносната мрежа на МЕПСО. Во услови кога со децении ништо не било инвестирано во преносната мрежа, оваа влада заедно со стручниот тим на МЕПСО инвестира во реконструкција и модернизација на 6 далеководи од преку 130 километри. Понатаму, изминатата година целосно се завршени обемните реконструкции на трафостаниците во Валандово, Осломеј, Дуброво и Прилеп. Во тека реконструкција на трафостаниците во Битола, Струмица, Вруток и Скопје 4. И круна на оваа голема инвестициска активност на МЕПСО се проектите за изградба на нов 400 киловолтен далековод од Битола до Елбасан, како и нова трансформаторска станица во Охрид. За овие проекти вредни над 35 милиони евра веќе се склучени договори и тече подготвителниот период за отпочнувањето на активностите. Ова е доказ дека остануваме целосно посветени на изградбата на стабилен електропреносен систем во државата. Во оваа прилика сакам да изразам и благодарност до Европската банка за обнова и развој како наш партнер во реализација на сите овие значајни проекти. Министерството за транспорт и врски дава континуирана поддршка на сите овие инвестициони проекти и можам да ве убедам дека таквата политика ќе продолжи и понатаму. На крај сакам да посакам успешна работа на изведувачите, на надзорот и на целиот тим на МЕПСО. Ви благодарам.